Започна 53-тото издание на поетската манифестација Рацинови средби. Програмскиот дел стартуваше со отворената изложба од грнчарската работилница, а од пред спомен куќата на Рацин традиционално тргна процесијата Илјада свеќи за Рацин. Најнапред стигна до споменикот во центарот на градот каде беше прочитана беседата за Рацин, а стигна до спомен костурницата. Овде културната манифестација ја отвори министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска. Со поезијата на Кочо Рацин, македонската литература ја доби неопходно потребната поврзувачка нишка меѓу традицијата и современоста. Создавајќи во дослуг со претходниците, Рацин ги постави темелите на современиот развој на македонската поезија, осмислувајќи еден континуитет произлезен од народната песна, чиј јазик токму во неговиот творечки зафат ги покажа неисцрпните можности на уметноста на пишаниот збор. Со постигањето на ваквата синтеза, запиша Блаже Конески, Кочо Рацин стекна трајна заслуга во изградбата на нашиот поетски јазик. И ние секогаш ќе ја наблюдуваме нашата поетска традиција и низ неговиот поглед. На синоќешното отворање, жирито ја додели наградата Антологија на болката. Истата годинава и припадна на Даница Ивановска Лепоевиќ. Нејзината необјавена стихозбирка Страфи, сјај и песни жири комисијата ја прогласи за најдобра. Делото беше промовирано денеска, а е во издаваштво на култура. Јас се сложувам со она што претходно беше кажано од страна на господјата министерка дека е многу полесно да се твори после Рацин. Да, од една страна. Но од друга страна мислам дека е многу потешко, затоа што оној репер кој што тој го постави. За мене посебно важно со неговата антологија на болката е нешто што е голем предизвик и тешко надминливо. Добитникот пак на наградата за најдобра љубовна твитер порака Горан Лазевски, кој живее и работи во САД, наградата ја донираше на член на Сдруженијето на лица со церебрална парализа. Поетската манифестација продолжува вечерва на сцената на Велешкиот театар. Ќе бидат доделени Рациновото и почесното Рациново признание на овогодинешните лауреати.